Вести на Канал 8, добар ден. По поставувањето на камен темелникот, црквата Свето Преображение во Кочани чека на изградба веќе 7 години. Местото што е предвидено за изградба е обраснато во трева и грмошки и нема никакви градежни активности. Во почетокот на мај 2006 година, на просторот на Стопанскиот двор на Водостопанство Брегалница, беа осветени темелите на нова православна црква Свето Преображение. Тогаш четворица владици и повеќе свештеници од Брегалничката епархија, начело со поглаварот на Македонската православна црква, чино начелствуваа на започнувањето на градбата на новиот соборен храм во Кочани. Но по започнувањето на земјините работи на објектот и поставувањето на арматурата, изградбата застана. 7 години подоцна, местото воопшто не подсетува дека овде треба да се наоѓа верски објект. На едната страна раѓосени шипки од арматурата, а на друга никната кајсија. Така денеска изгледа камен темелникот на црквата Свето Преображение што треба да се гради на ова место. И околината на камен темелникот е обрасната во трева и грмушки и има расфрлани отпадоци. Иако се најавуваше дека црквата ќе се изгради за 10 години, засега ништо не навестува дека тоа навистина ќе се случи. На почетокот од градбата беше речено дека се обезбедени 13.000 евра за арматурата за темелниот склоп, но освен десетината метални шипки што се гледаат на површината на земјата, не се направи нешто повеќе. Според урбанистичкиот проект, во комплексот на соборниот храм, покрај црквата зацртани се и крстилница, камбанарија и трапезарија. Црковната зграда треба да зафаќа 364 метри квадратни и во неа да има приземје и галерија за црковен хор. Заедно со неа и другите објекти, планирано е под покрив да се најдат вкупно 1500 квадратни метри. Очигледно, по започнувањето на градбата на храмот Свето Благовештение во населото Драчевик, како да се подзаборави на црквата на другиот крај од градот. Подрумските простории на стамбените згради кај поранешен Атом повторно се поплавени. Жителите велат дека водата се појавила откако бил пуштен магистралниот канал за наводнување, а од водостопанското предпријатие сметаат дека проблемот е на друго место. Подрумите во така наречените атомски згради на улицата Никола Вапцаров се наполнија со вода. Ова е втор таков случај за само една недела по неодамнешната поплава во неколку куќи на улицата Енгелсова. Во внатрешноста на зградите се чувствува мирис на влага, а над зидовите се забележуваат траги докаде достигнало нивото на водата. Жителите на стамбените згради на влегувањето на водата го забележале викендот и се обиделе да спасат дел од работите што ги чувале во просториите. Се сомневаат дека таа доаѓа од магистралниот канал на хидросистемот Брегалница, зашто ги известиле надлежните и во локалната самоуправа, но помош не добиле. Помош бараме од водовод, од пожарна, од собрание. Фактички никој не излава сега во сусрет да дојде некој да помогне тука. Преска се во водовод. Вика, ние не сте надлежни, тоа е на Брегалница, ова водостопанство. И кај се жалевде, исто ситуацијата се иста. Граѓаните се револтирани што им е направена материјална штета, а се плашат дека ваквата состојба може да им го загрози и здравјето. Има жаби, има гуштери, тоа ќе се добие на ден. Да не кажам жолтица, што за мали деца е катастрофа. Може туберкулоза да се добие, тоа е гадно. Може би да дое комуналната инспекција да види што се случува тука. Земници, дрва, тоа е катастрофа. Луѓе се има ставени некои ствари. Се е тоа под вода, мулјосано, тоа е на ден утре ќе фана да го фрлат, да го изнесат бодром, да фрлат неупотребливо. Кој ќе ни ги плаќа на нас тие трошкови? Одговорните од водостопанство Брегалница во телефонски разговор рекоа дека причина за проблемот не е водата од десниот магистрален канал. Според нив, таа доаѓа од канализацијата што непрописно е изведена, па се јавува затнување и отпадната вода влегува во подрумите. Затоа ги упатуваат граѓаните да бараат друг начин за решавање на својот проблем. До тогаш водата останува во подрумите, а жителите својата зимница и другите работи ќе ги чуваат во сопствените домови. Жителите на Истибања добија нов мост на Брегалница што го градеше приватен инвеститор. Сега селаните без проблем можат да преминат преку реката за да ги обработуваат своите ниви. Нов мост на Брегалница кај селото Истибања беше пуштен во употреба викендов. Изграден е по иницијатива на бизнисменот Пано Христов, кој долги години работел во странство, а пред известно време се вратил во родното село. Забележал дека селаните не ги обработуваат нивите од другата страна на реката, затоа што тешко им било поминувањето низ длабоката вода. Затоа решил сам да инвестира во градбата на мост
што ќе може да издржи поголема тежина и ќе има подолг век на трајање. Ја мислам дека мостот и 50 години ќе се користи. Инаку, статистиката на мостот 18,5 метра е дол, 2,5 метра широк, собствената тежина врез раклите е околу 22 тона. Наменено е за празни трактори да мине со плугови, коли, па мене ме чини се околу 6.000 евра. Не ги жалам парите, со 6.000 поминаваме, бидејќи со градивен инженер имаме своји идеи, па затоа толку испадна ефтино. Но Христов не застанува овде. Веќе размислува за нови објекти што би биле од корист за сите жители на Истибања. Еве сега работиме за мини бања да направиме. Место, имам јас свое место, ќе додела ако нема друго место. Тоа ни е целта и планира доле према бањата уште еден мост да направиме таков, али ја очекува дека луѓе кои се моќни ќе помогнат нешто, за жал нема волја. За изградба на мостот во еден дел помогнала и општина Виница, од каде се донирани 9 метри кубни бетон, а помош со работна рака дале и жители на Истибања. Во конструкцијата на мостот се употребени челични носачи, а техничкиот надзор при изградбата на објектот го вршил градежен инженер од селото. Мостот представува армирано бетонски мост со два отвори. Едниот е армирано бетонска греда, другиот е појачан со шасија од челична шасија, така да издржува тежина негде од 1,5 тон најмалку, со одредена гаранција и за малку поголема, меѓутоа за секоја сигурност се задржува на 1,5 тон со брзина од 10 км на час највеќе. Жителите на Истибања се задоволни што добија објект што ќе им помогне полесно да ја преминуваат реката и да ги извршуваат земјоделските работи. Голема среќа што ете Христоф Пано дојде во пензија и желба му било да направи мост, ги спои по линијата. Со тој мост може да поминуваме кога има вода и кога не е вода. За селото Истибања ќе биде голема радост, многу од потреба. По повод пуштањето во употреба на мостот, селаните организираа пригодна прослава со музика и заеднички ручек. Започна изградбата на улицата Маршал Тито во општина Зрновци. Се работи на нејзина целосна реконструкција и проширување. Средствата се обезбедени од Агенцијата за поддршка на земјоделството и руралниот развој. Зрновјани ќе добијат реконструирана и проширена улица. Според програмата за изградба и реконструкција на улици, општина Зрновци работи на изградба на улицата Маршал Тито во должина од 350 метри. До сега беше тесна и со испукан и оштетен асфалт, тешко проводна за возилата. Се работи и на нејзино проширување. Ќе биде изградена со широчина од 6 метри, од двете страни ќе биде пропратена со тротоари, од едната страна со тротоар од 1,5 метри, од другата страна од 2,5 метри. Очекувам дека со изградба на оваа улица ќе подобриме уличната инфраструктура, возилата ќе можат многу побрзо и непречено да стигнуваат до своите домови. Средствата за реконструкција на улицата се обезбедени од Агенцијата за поддршка на земјоделството и руралниот развој во висина од 4 милиони денари. Општината издвојува средства за плаќање на данокот на додадена вредност. Со реконструкцијата на улицата истата доаѓа на поголема височина од оградните ѕидови на Зрновска река, но општината има решение и за тоа. Ќе дојде до подигнување на оградните зидови на самата река, бидејќи во овој случај се најдува пониско. Меѓутоа ја променивме секундарната водоводна мрежа за да во иднина немаме оние проблеми што настануваа минатите години. Станков најави и изградба на уште неколку улици, по една во селата Мородвис и Видовиште и 2 во Зрновци. На улицата Тодор Арсов ќе биде изградена пешачка патека од училиштето Синиша Стоилов до паркот. До крајот на годината ќе започне изградбата и на детската градинка и повеќе на менското игралиште. За разлика од претходните месецов не се регистрирани нови кражби на струја во Кочани. Во другите градови откриени се 35 случаи. Од Евана велат дека енергијата што ја трошат корисниците кои самостојно се приклучиле не се евидентира во системот и тие воопшто не плаќаат за потрошеното. При тоа укажуваат дека неовластеното користење на електричната енергија представува и кривично дело. По евентуалното откривање, корисниците веднаш се исклучуваат од системот и им се поднесуваат пресметки и кривични пријави. Од почетокот на годината, контролите на Евана во Кочани открија вкупно 5 случаи на кражби на струја, со што на компанијата и беше нанесена штета од $500,000 денари.
Од ЕВА на Македонија истакнуваат дека нивни стручни лица и полицијата ги продолжуваат засилените контроли во наредниот период. Најавуваат дека покрај кратците на електричната енергија ќе се санкционираат и нередовните плаќачи. Непопуларната мерка исклучување од дистрибутивниот систем следува за оние корисници кои имаат неподмирен долг кон ЕВА на Македонија, а тужените долгови се предаваат на постапување кај извршители. Во правите 6 месеци од годината, ЕВА на Македонија на ниво на држава откри 1200 кражби на електрична енергија. Штетата е 2,2 милиони евра. Државата е оштетена за процентот на ДДВ, кратците украле 20 милиони киловат часови електрична енергија. Од новата учебна година, учениците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов ќе учат во подновени и освежени простории. Замената на подните површини, која е веќе при крај, е дел од првата фаза од проектот за реконструкција на училиштето. Средното општинско училиште Љупчо Сантов влезе во завршна фаза на првиот дел од проектот за реконструкција на училиштето. Се однесува на реновирање на подните површини. Во тек се подготовките за поставување на поливинилски ПВЦ подлоги, ќе бидат поставени такви подлоги во сите училници и во ходниците. Согласно динамиката на одвивање на работите, се очекува од новата учебна година учениците да учат во подновени и освежени простории со нови подови. Освен подните површини, со проектот е опфатена реконструкција и на санитарните јазли, замена на прозорците и вратите и кровната конструкција. Телевизија Кочани прославува 5-годишен јубилеј од своето постоење. За тој период, медиумот одигра значајна улога во локалното информирање, како еден од клучните фактори во креирањето на јавното мислење. Телевизија Кочани прославува 5 години постоење. Сигналот го емитуваше на 18 август 2008 година како прва приватна телевизија во општината. Со тоа го разби 2-годишниот информативен мрак во електронската медиумска сфера, кој настана по згаснувањето на поранешната радиотелевизија Кочани, како резултат на тогашните измени и дополнувања на Законот за вршење на радиодифузна дејност. Телевизиите успешно одговорија на предизвикот на дигитализацијата по 1 јуни, а како локални медиуми ја задржаа и потврдија својата положба како важен столб на демократското општество, исполнувајќи ја улогата и функцијата на информатори за сите тековни настани во општината и регионот, продуцирајќи и друга телевизиска програма како емисии, репортажи, дебати. Редакцијата на Канал 8 го честита 5-годишниот јубилеј на телевизија Кочани, со надеж за заеднички афирмативен придонес во чувањето и надградувањето на демократските вредности во општина Кочани, трагањето по вистината и промовирањето на високи морални и културни вредности. Сигурна премиера на Осогово на отворањето на сезоната. Убедлива победа над екипата на Работник од Лозово. Ветувачки старт на Осогово во новата сезона. Во многу ефикасен надпревар од правото коло, на Никола Мантов славеше над Работник со 6:2. На овој надпревар Симовски постигна хеттрик, го отвори резултатот во 5-та, а реализираше и во 52-та и 67-та минута. 2 гола постигна Коцевски во 54-та и 88-та минута, а еден Велков во 58-та минута. Стрелци на головите за гостите беа Тодоров во 41-та и Трајков во 86-та минута. На високата победа на Осогово влијаеше и тоа што гостите од 30-та минута останаа со играч помалку, поради црвениот картон што го заработи чуварот на мрежата по направениот фаул над еден од домашните играчи надвор од 16-никот. Задоволство од резултатот и ефикасноста, помечот владееше и во таборот на кочанскиот третолигаш. Исклучително сме задоволни. Добро е што имаме игра. За почеток изворедно, иако денеска малку повеќе промашувавме, сепак сме презадоволни од играта. Значењето на победата добива на тежина и со фактот што Осогово на овој надпревар настапи некомплетен. Ради некои административни работи не стигнавме да ги регистрираме сите играчи, од наредната недела се приклучуваат уште 7 нови играчи, така да екипата и костурот на екипата ги изгледа сосем подруго.
Во останатите надпревари беа постигнати следните резултати. Карбинци Баби 1:1, Беласица Чешиново 5:0, Плачковица Каменица Саса 0:0, Тракања Напредок Здравје Радово 1:3 и Брегалница Голак Астибо 1:0. Ги следевте вестите на Канал 8, ви благодариме што бевте со нас. Пријатно!